Не стигнуваат реакциите кај домашната политичка и експертска јавност во врска со протоколот кој вчера го подпишаа Османи и Генчовска во Софија. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски вели дека ова е капитулански протокол кој ги отвара вратите за старт на преговорите на Албанија, а Македонија ќе биде исправена пред низа предизвици. Дипломатски нокаут и капитулација. Тој протокол практично ја отвори вратата за преговори на Албанија, а ја подзатвори за Македонија, бидејќи ме прашавте за реципроцитетот. Еве ќе ви дадам едноставен пример. Генчовска ми даде пример дека не го признава македонскиот јазик. Дали ние реципрочно ќе одговориме дека не го признаваме бугарскиот јазик? Од СДСМ пак денеска возвратија дека, како што велат, сега е јасно дека јазикот е со чиста формулација, а сите тези на Мицковски за асимилација и бугаризација паѓаат во вода. Нема никаква бугаризација и асимилација, како што лажеа Мицковски и ВМРО ДПМН. Комисијата целосно автономно одлучува и содржински и временски, без да им се меша политиката и дополнително без рокови. Од ДУИ пак и денеска го поздравија протоколот и како што наведуваат, времето ќе покаже кој е во право и која злоупотребува иднината на државата за партиски кампањи и во служба на странски агенди. И мислењата на аналитичарите поделени. Дел од нив велат дека оние кои што се обидоа да внесат страв за идентитетот и јазикот треба да се извинат на македонската јавност. Протоколот на места е неправеден, на места е неизбалансиран, на места е непринципиелен, но ќе повторам, тоа е компромисот. Генерално, компромисно е поднослив, ниту идентитетот е загрезен, ниту историјата ќе се менува, ниту бутур. Во учебниците има паритет како за едната страна, така за другата, за историјата исто така како за едната, така за другата, доколку нема договор нема да се оди напред. Професорката Миријана Најчевска пак на својот Facebook профил напиша: Го прочитав протоколот. Страшен е и понижувачки и неприфатлив. И не смееше ваков документ да потпише ниту еден министер од Северна Македонија, а најмалку етнички албанец. Срамно. Министерот Османи вчера пред медиумите го образложи протоколот во кој меѓу главните точки е и онаа за историјата во која се наведува дека двете држави ја поддржуваат и охрабруваат комисијата да ја заврши работата за сите периоди од заедничката историја кој ги поврзува двете држави и нивните народи во согласност со член 8 алинеа 2 од договорот со цел целосно имплементирање на тие нејзини препораки во образовните програми до членството на Северна Македонија во Европската унија. Двете држави ја охрабруваат комисијата да го заврши прегледот на периодот на средниот век во рок од 1 година со потпишувањето на овој протокол. И во делот на говорот на омраза пак е потенцирано двете држави преку дипломатски канали меѓу министерствата за надворешни работи да продолжат да разменуваат информации во врска со говорот на омраза, идентификувани надписи и знаци на јавни згради и споменици.